Јас, татко ми и брат ми бевме, значи, во ходникот во неурохирургија со цел да потпишеме за операција. Но излезе сестра, медицинска сестра, која ни кажа дека пациентот одбија операција. Пациентот не е доволно свесен, значи, за да го одбие. Затоа ние сме тука за да потпишеме за операцијата. Ни беше после информирано дека треба пациентот да си го земеме дома. Ние тоа одбивме и таму и правеле тест за корона, излегол негативен тестот. Значи, вчера ни беше информирано да дојдеме пациентката да си ја земеме, пошто е позитивна на ковид тест. Значи, после 2 негативни, третиот излага позитивен. Значи, она автоматски е заразена во болница. И како може јас да ја земам? Јас поставив прашање, како може ние да ја носиме со една болест, а да ја земеме со 2 болести? Вака изгледа голготата низ која пациентка од тетово и незините најблиски ја преживуваат со денови на клиниката за неврохирургија и се борат за незиниот живот. Незиниот син Жарко Трајковски, јавно за Алфа, раскажува за незиниот, како што вели, лош третман, но и дека на маса им било оставено отпусна листа во која наводно тие и нивната мајка, која е во полусвесна состојба, се согласиле да оди на домашно лекување, што според тврдењето на семејството не е точно и дека на такво нешто никогаш не се сложиле. Во отпусното листе пишува дека пациентот одбива за операција и семејството. Значи, ние од овде више кога бевме тргнати, знаеме дека оди во неурохирургија за операција. Како ние сме одбиле? По овие пеколни денови за семејството Трајковски, пациентката сега е хоспитализирана во ковид центарот на клиниката за неврологија, а претходно пак од клиниката за неврохирургија. Состојбата ни ја објаснија малку поразлично. Откако се усогласија ставовите помеѓу пациентката и незиното семејство за да се направи операција, се направи предоперативен ковид тест кој што беше позитивен. Од страна на неврохирургот и беше посочено на пациентката дека треба да се јави во локален ковид центар и потоа да се врати за операција. Семејството Трајковски и натаму останува во борба за спас на животот на мајката и меѓу другото молат за итна помош од надлежните.